Стигнавме до вториот дел од утринската програма, која е наменет за тема на денот, а наш денешен избор е априлијадата која ќе се одржува утре. На оваа тема ќе разговараме повеќе со организаторите на овој настан, Никола Димовски и Маригона Селмани. Добро утро и добре дојдовте во нашата емисија. Добро утро. Што ве мотивираше да се решите за организација на ваков тип на настан? Пред се поздрав до сите гледачи на ТВ Утра, до вас. Благодариме на гостопримството, на сите вработени тука. Што не мотивираше? Па веќе ова е 4-та година како се одржува априлијадата. Мотивацијата е трендот да се прати како во сите метрополи што е во светот, така и во Тетово. До минатата година го организиравме овој евент на плоштадот. Ама бидејќи временските прилики тогаш не беа баш идеални за одржување, бидејќи огромен беше бројот на посетители и учесници на оваа априлијада, наречена како шега за насмевка. Заврна и многу мал одзив имаше, што беше нормално. Така да оваа година се решивме за да го работиме и да го направиме како што треба во фојето на приземјето на Палмамол. Така. Кога започнува настанот и колку време ќе трае? Колку часа? Како прво, поздрав до сите ваши гледачи на оваа емисија. Овој настан ќе почнува утре, значи за денот на шегата, и ќе почнува од 16 часот до 20 часот. Значи ќе трае неколку 4 часа од прилика. Значи ќе се одржи во трговскиот центар на Палмамол, тоа се знае и така. Кои активности се предвидени за настанот? Што се ќе се случува? Да, како прво ќе има деца кои од фестивалот Јаболчиња кои ќе настапуваат со своите песни, македонски песни. Исто така ќе има деца од фестивалот Бледзат кои ќе пеат на албански јазик, пошто овој настан е мултиетнички настан и затоа ќе има и македонски деца и албански. Потоа ќе има и анимации, ќе бидат принцези, ќе има принцези, суперхерои, Спајдермен и така натаму. Значи аниматори кои ќе се занимаваат цело време со децата. Ќе има и кореографи подготвени од кловнот Лили од Скопје. Кореографи, мини диско, тоа. Балетот од балетското студио Менада. Ќе биде исто така и балетското студио Менада со своите балетски точки, исто така и градинката Реа. Дали ќе има прогласување на најдобри маски? Да, ќе има прогласување на најдобри маски и тие ќе бидат наградувани со пакетче или ваучер кој што ќе можат да го користат таму во трговскиот центар на Палмамол. Кој се ќе може да земе учество, освен децата од детските фестивали? Па тоа не е ограничено, значи ќе можат сите деца од градот да земат, да настапуваат. Така, нема... Сите училишта се веќе известени, знаат дека треба да дојдат во 16 часот во Палмамол. Ќе биде неограничен бројот, значи ќе има, после секоја точка, ќе има и маскарада, значи парада. Тогаш ќе може и стручното жири кој ќе биде стручно за тие работи да ја одбере првата, втората и третата награда на најдобрата маска. Спомнавте дека веќе 4-та година се одржува овој настан, а и полека нели преминува во традиција. Колку граѓаните ви даваат поддршка и помош за да се одржува овој настан и за да се одржува и традицијата со тоа? Вака, секој училиште денеска, тоест утре, на 1 април, организира маскенбал некој си на своје ниво, например во училиштава, за да тоа не беше, да не биде тоест така, јас дојдов до идеја, гледајќи ги трендовите светски. Првата и втората година на плоштадот во центарот на Тетово, па ако ви кажам дека имаше 5000 масовност, тоа доволно кажува дека посетеноста е огромна. Ви реков и претходно,
многу ни е битен факторот време, бидејќи еве денеска е убаво и сончево. Утре не знам како ќе биде. А се работи за деца. Сите тие дали се лесно облечени или маскирани, па не мора да значи ако е сонце, па и треба да биде топло, може да биде ладно. Заради тоа се одлучивме до Палмамол. Фала и многу на маркетиншкиот тим на Палмамол кои имае слух за да учествува, за да земат учество во со организацијата на јаболчиња и да го организираме ова. Инаку масовноста ви реков, огромна е. Значи има и поддршка и Па има желба поддршка, се дефинитивно присуствува. има поддршка затоа што им олеснуваме на сите оние кои што се трудеа во кругот, во тој мал круг, обкружување што го имаат, да го продолжат и да прерасне во една огромен евент, настан, кој што ви кажав, до 5000 деца, фала на Господа, до сега не се случило ни еден инцидент, сето беше организирано како што треба, беа обавестени МВР, беа брза помош, имаше редари, сето ова беше на ниво како секој настан што треба да се направи, сепак се работи за деца малечки. А и децата нели обожаваат такви големи настани да си ги покажат маските. Е така. И секој дете тогаш, добро, нема врска, тогаш имавме некои спонзори кои што Тоа сакав да ве прашам, дали добивате и финансиска поддршка? Дали има луѓе што сакаат да помогнат да го спонзорираат настанот? дали има луѓе. Секој сака да помогне, ама какво е време во сега, многу тешко доаѓа. Јас повеќе ги разбирам и бизнисмените, и сите оние големи бизнисмени кои што не сакам повеќе да им потетски речено досаѓам, затоа што оваа работа без финанси не може да се направи. Прво треба да се направи една сцена. Треба да се направи озвучување. Треба да се плата со работниците кои што работаат на самиот настан, редарите. Сето тоа кошта. Финансиска помош секогаш е добре дојдена. Благодарам многу до уште еднаш ќе речам маркетиншкиот тим на Палмамол кој што се потруди овој пат и работи како Сдружение јаболчиња да не ги плаќаат они дел од средствата, кој што е огромна помош. А дека финансии треба, па сега видите колку пари, толку музика викаат. Колку ќе имаш повеќе средства, толку можеш повеќе да навлезеш подлабоко и поубаво и подециден да бидеш и тие 4 сати да не бидат. Ова е огромна програма, да се разбереме. Не се ова 4 сата демек доаѓа. Прво треба сите тие 4 сати што се веќе е определена и програмата, точно во колку часот кој настапува. Сакам да ви кажам дека сето тоа, дури да го качиш на сцена, да го симнеш од сцена, сето тоа да почне да заврши како што треба, пред се да се качат здрави живи, да се симнат здрави живи, јас како организатор размислувам затоа што организирањето е многу, како да ви кажам, стресна работа. Не е заради тоа ти што си напишал во толку сат, толку колку деца ќе дојдат, дали ќе дојдат или па нема да дојдат, па ќе импровизираш со 5-10 минути или па нема да импровизираш. Дај Боже да биде секако што треба, се надевам, до сега сме немале никаков проблем до сега. Така. Сметам дека ќе биде одзивот Па би огромен, требало одзивот. штом нели претходно бил. Така. Има напредок во организацијата, нели секако од првата година до сега има многу промени. Како не? Тогаш Маригона не беше незината сестра Линда. Да. Па потоа веќе трета година на Маригона и ова, така? Да. Трета година. Трета година е Маригона влегува веќе во водите на шоу-бизнисот, од тука одиме на други медиуми, каде што гласноста на Априлијадата веќе се проби. Како четврта година сега не може. Јас имам еден настан, знаат сите дека работам со јаболчиња 21 година, тој е брендиран настан. Знам дека сега за него немам никаков проблем. А овдека се уште постои проблем. Се уште постои доза на неповерливост, дали тоа е вака или така, ама кога доаѓаат наставничките или директориве, кога сум во контакт со нив, сите тие веќе доаѓаат до едно сознание дека Априлијадата
Сдруженијето Јаболчиња долева сигурност во секој настан. Како што е кажано, така и е направено. Ова е мултиетнички настан, еден од најголемите во Тетово, да се разбереме, 5000 народ, до сега никој не собрал. Така. Дај Боже некој да собере. Дружбата, маската, шегата, нека ги дружи. Нека се смее, подобро народот да се смее. Како? Например, како доаѓа до 5000 народ? Секое училиште има своји представници. Тие доаѓаат. Сега, место да се вратат на училиште, доаѓаат таткото, мајката, бабата или дедото и така се ствара таа масовност. Некогаш доаѓа и повеќе, ја знам, заради тоа што спонзор ни беше Вива, сокови, и знам дека делеа околу 3000 сокови. Сега, секој дете да дојде по 1 плюс, тоа се 6000. Така. Да го чека детето. Еле ме разбирате? Пред да го продолжиме разговорот, ќе направиме музичка пауза, кратка, а потоа ќе разговараме малку повеќе и за Јаболчиња. Добре. Се враќаме наскоро. Се враќаме во студиото, разговаравме повеќе за априлијадата што ќе се одржува утре, а сега накратко и за фестивалот Јаболчиња. Најпрво, колку години поред веќе ќе се одржува овој фестивал? 21 година. 21 година. Значи, долгогодишно искуство. Колку работите се сменија од порано до сега, во однос на изведувачи и на публика? Колку? Па многу. Многу. Кога веќе прашањето е тоа, од самиот момент на снимањето на песната, тогаш се работеше аналогно, сега е се дигитално. Тогаш немаше копи-пасти, току тогаш пееше секој што знае да пее. Тој што не знае да пее, не можеше да пее. Така. Значи, огромни се разликите. Тоа е едно. Второ, сега може секој да пее, нели? И тогаш беа вредноста на дете. Јас и во наврат на еден ваш прилог кој работевме во студиото кај мене дома. Може да се ја рекламирам во студиото? Слободно. Таблица. Така, значи кога дојдовте, ви кажав и тогаш дека детето си е дете до 14 години. Во случајов, работа ми напоредно со Јаболчиња и со музички бранови од Кочани. Дојдоа деца да снимаат кај мене во студио. Ако ви кажам дека најмалото беше 9 години, а овде кај мене ме прашуваат од кој може да дојде да пее детето. Да ме зуби му излегле, знае ш и са да каже и да ме кај да пее. Ама не може, мислим, окей, мене ми е бизнисот тоа, ја не можем да одбием некого. Има деца кои што стварно на 3-4 години, еве, добре, на 3, ама 4-5 години веќе има талент за пеење. И тие истите веќе 5-6 сезона пеат на Јаболчиња. Мене ми е мило што луѓево си го сватија Јаболчиња како една забава, една годишна, кои што сакаат да инвестираат, не многу, ама подобро е како само да го покаже од тие 3 минути, па после тоа да си го објави на YouTube, па тоа кога ќе си порасне после еве да си биде, да не биде во групна слика. Не ги омаловажувам ја со останативе дејности, ама зборам за луѓево. Зошто 5-6 пати? Па заради тоа. А деца ви викам, кај мене е од 4 години до 12, барем под наводници. 12 години нема пријавено дете уназад едно 10 години. Значи, модерните деца се пократко се деца, нели? Па тоа го прават родителите, јас сум многу искрен, затоа и мене ми викате, еве го ја пат ќе збори сега. Ама јас сум тако. Дете се знае до кога е дете. До 14 години. Зошто го зборам тоа? Еве, сега ќе навлезам и во тој проблем. Тинеџерството доаѓа кај 14-та година. Значи, до тога што е? Дете. Значи, Так. ако сака да биде пејач, до 14 години ќе си го гради вокалот, ќе го надоградува. Има денеска професори кои што работаат на вокал, а не оваа сега, вика, ќе дојде ќе пое, не може да пое. Како ќе пее? Тоа да, пред микрофонот, па после ја продукцијски ќе го средим, не е никаков проблем. Ја не ги кривим ни тие работи.
Ама зборовни, квалитетот, тетово е извор, значи, на вокали. Лале, Менада, еве, како се вика од Јетмир професоров, Теута. Мислам дека така се викаше хорот. Да. Значи, тетово е извор, значи, за вокали. И тетово, барем преку маестро Изда Зорич знаеме и преку Владо Србиновски и сите оние кои поминале низ хоровите, тоа не биле луѓе кои што не знаеле да пеат. Денеска кој ќе седнеш, се развеселиш во ресторан, бидејќи ја и музичар сум, застанеш полифоно пеење, има терца, има се. Ме разбираш што сакам да ти кажем? Тетово е извор на музиката. Ајде сега подетално за настанот што ќе следи, нели, за годинешните болчиња, кога ќе се одржуваат, како одат припремите, колку песнички до сега? Па сега има новитет со отварањето на музичкото студио Тмница. Повеќе нема да имаме проби во Центарот за култура. Зошто? Затоа што на Јаболчиња учествува хор одбран од училиштата. Значи нема наплатување за членство во хорство. Со самото снимање на пеачите, 80% се снимени песните, комплетниот материјал го давам на наставничките, кои што ќе имаат музички час по музичко, нели? И ќе си ги вежбаат песните таму. Што значи? Нема малтретирање повеќе децата да доаѓаат во Центар за култура, па ќе ги учиме песничките по 1 сат, не знам колку часа имаат неделно по музичко, ќе си ги вежбаат таму. 2 недели пред фестивалот, чисто за да ја осетат даската и сцената во Центарот за култура или Антески смок, ќе отидеме таму и тогаш ќе почнеме со тие. Сите проби ќе бидат генерални проби. Има моментално 12 песнички. Ни фајлат уште 3. Еве јавен повик до сите оние кои што сакаат да пеат на Јаболчиња, ќе се одржи на 21 мај. Имаме време, значи точно уште некдека, ајде речеме скоро 2 месеци. Не е никаков проблем, може да се среди. Значи, тоа е. Рачунам со 15 песнички да настапиме оваа година. Се надевам дека гледачите слушнаа, дека некој се препознал, си го препознал своето дете како талент, дека ќе се пријави и ќе учествува. Ако сакаат, добре дошли. Така. Ви благодарам многу за денешниот разговор и ви посакувам прво успех утре на Априлијадата. Тоа многу ни фали. Фала. И голем одзив, нели, на настанот, а потоа успехи со Јаболчиња, зашто ќе дискутираме повторно. Исто така ви благодариме и на вас на поканата што не повикавте во оваа утринска програма. Прв пат сум на утринската програма. Ми се допаѓа, да ви кажам право. Ви посакувам успех. Уште многу години да постоите. И тоа е. Да се дружиме вака, ние како организатори, вие како презентери медиумски, бидејќи Јаболчиња, Сдруженијето Јаболчиња веќе од кога постои Јаболчиња и од кога постои Менада, тоа е сега утра, имаме неограничена соработка, благодарност до собствениците. Тоа е најважна соработка, така. Даниел. Тоа беше денешниот разговор. Разговаравме за Априлијадата која ќе се одржува утре од 16 до 20 часот. Сите што се заинтересирани може да присуствуваат. Настанот ќе се одржи во Палма Мол. Се враќаме наскоро. Повторно сам меѓу 4 ѕида, пак го слушам твојот глас, како збори за нас, дека нема да ме напушти, ни една лага да не изусти, никој да не урне наши сни. Ти
Ti priznavam, сега znam ja što si mi. Ti si mi leto prolет na širokom pole zamisluval, za mene vo belo sozdadena i najuba migvo misli vrežuvaš. Ti si mi leto prolet na širokom pole zamisluval, najubav den sami ja si ti, na ljubav mirisan. Ovdje sam, iako ne si mi tu, kapak te čustvujem, treperam, go čekam onoj den za nas, da se vratiš ti. Nijedna laga da ne izustiš, nikoj da ne urne naši sni. Ti priznavam, сега znam ja što si mi. Ti si mi leto prolет na širokom pole zamisluval, za mene vo belo sozdadena i najuba migvo misli vrežuvaš. Ti si mi leto prolet na širokom pole zamisluval, najubav den sami ja si ti, na ljubav mirisan. Na širokom pole zamisluval, za mene vo belo sozdadena i najuba migvo misli vrežuvaš. Ti si mi leto prolet na širokom pole zamisluval, najubav den sami ja si ti, na ljubav mirisan. Во продолжение ќе го погледнете документарниот филм за младиот писател Александар Алексов. Се работи за приказна за млад писател кој сака да го освои светот со ткаенка од зборови, вака го опишува документарниот филм самиот автор Глигор Кондовски. Младиот писател Александар доаѓа од Скопје и вели дека пишаниот збор е еден од начините да се освои светот, а тоа и било негова желба уште како дете. Филмот е изработен со поддршка на Сдруженијето за култура Комбајн Арт Колектив од Тетово. Сдруженијето, иако постои релативно краток период, постојано работи на документарни филмови, организирање поетски вечери и музички настани. Режисерот на филмот Кондовски досега има изработено неколку документарни филмови. Да го погледнеме сега документарниот филм. Јас сум Александар. Секогаш имам 20 години, статистички 27. Во скопски знак риба, нетипичен вид на риба. Роден сум во Велес, живеам во Скопје веќе 7 години. Мразам пижами, прељуби, зими, ме убиваат рутини. Многу пати во животот живеам во тотален хаос. И си го сакам животот.
Мојот живот, мојот сон е пишувањето. Никогаш во животот не помисли дека еден ќе видам писател. Животот ќе те кутне на колено, ќе те научи неколку лекции, неколку факултети, и тебе ќе создаде писател. За мојата мајка би рекол дека е највредната жена на светот. Од неја секогаш имам подршка. Таа е со широки погледи кон светот. Сите мои успеси ги должам нејзе. Уште пред да тргнам на училиште знаев да пишувам, да бројам, знаев да сите растенија во градината како се толедуваат, знаев да приготувам јадење од македонската кујна. Ciao. Чао, се гледаме. Ciao. Готвам од мојата најрана возраст, а мојата баба ме воведе во тајните на готвењето уште во најрана од најмали нозе. Денес преферирам да приготвувам сурова храна, веганска храна. Тоа е еден нов стил на готвење, каде што се уште е многу малку распространет во светот. Се уште владее табу тема, дека веганската храна не е вкусна. Активист сум за права на животните. Многу пати мојата мала агресионера ја делам со многу од нив. Ги собирам од улица, ги лекувам, ги социализирам, а потоа ги вдомувам. Средата кон животните кај нас е многу мала. Има безброј бездомни животни по улиците на Скопје. Затоа сме со книгата. Сега брзаме, мора да се направи брзо. При крај сум, 180 страна е. Треба да испланираме, може да се запишеш се што треба да направиме, да стигнеме во промоцијата да биде средината на мај. До сега имам издадено 7 книги. Наскоро ќе излезе 8-та, под наслов Синиот ангел. Сите нив ни поврзува нешто заедничко. Напишани се со многу љубов. Не категоризираат во оние слободумни писатели кои знаат да напишат и за теми на кои на балконот не сме ни да се помислува. Но сепак, мислам дека не е ништо контроверзно. Дефинете си естетски се што е потребно да се одржи на висока репутирано книжевно дело. Магистар по туризмолошки науки, специјалист, нутриционист, автор на неколку книги. Тој е Александар Алексов. Благодарам што сме дел од толкова емисија, каде што се зборува за љубовта, за среќата, за сите убави на животот. Александар, оваа емисија решив да ја започнем со еден цитат од книгата Ангел со скршени крилја. Таму вака велиш: кога бев дете, мислев дека ќе го освојам светот со мојот меч. Кога пораснав, сватив дека тоа е само пластична играчка. Не сакав да се откажам од желбата, затоа што тоа беше мојот сон. Затоа решив да пишувам, за да го освојам светот со ткаенка од зборови. Ако успеам некогаш да го освојам, знај, не сум сакал да бидам писател. Манускрипт е како луциден сон кој го живеам.
Sam kako životните pati ste me metna ovde, pa si najdov prekrasna uloga. Manuskript me pravi srećen, iako mi odzema golem del od vremeta ovo moje vsakodnevje. Znači, stajmotna knjiga je od 14. do 18. april. Порано ovo je, nešto porano. Porano, da. Ке бидеме на Саем, само не знаеме точно каде, у која сала. Ке ни каже to, napred ovo malo sigurno će go imati do 15. marta, on treba da go imame. Ono što se slučuva kao manuskript je revolucija v makedonskата литература. За само 10 месеци постоење им е издадено повеќе од 60 дела од македонски автори. Прво издание на српски јазик. Затоа треба се најде адекватен човек. Може да биде од удруженијето, не е проблем. Барем од оноја што е отпечатеното до сега, од тие 50 книги колку и да се, по еден пасус, по еден дел од романче, од знаеш да се постира. Да јас го немам, ја ги немам сите дела кај мене во компјутер да ги имам, корици да имам, ја ќе го постирам тоа. Логата на манускрипт е со космополитски дух. За само 10 месеци многу каравани, многу саеми и многу нови идеи кои доправа ќе се реализираат. Ти ќе бидеш главниот двигател на саемот. Ти треба да го направиш планот и да го образложиш. А ние, еве јас на пример, Срđan, верувам и уште неколку души ќе кажеме да, така е. Така треба. Секојдневно добивам статистички податоци дека на најголемата онлайн библиотека Македоника од првиот ден на пустувањето на Тејуба е најчитана книга. На онлайн продажбата купи книга, Тејуба ми е најпродавана книга. Тоа е само бројки што мене ме лутат. За мене читателите не се бројки. Ти се љубов, почит, моја мотивација, моја инспирација, мојот живот. Со Тејубом барав совети од мојата драга пријателка Седора Биелица. Тај предвиде блескава иднина. Дали ќе биде така? Времето ќе покаже. Ова ќе биде како втор дел на Ангел со скршени крилја. Ами ова е состава нова тематика, друга љубовна приказна, ќе биде во издание на манускрипт. За корица да ги се погреши Драга. Веќе разговарам со него околу тематиката на корицата. Тоа ќе биде наскоро. Само да завршам, што можете да покане со брзината, за да има увид каква да биде корицата. Но ќе биде оној во мој стил и нешто слично како Тејуба, што ќе ја символизира целата книга. Лекторот, треба да видиме лекторот за колку време се повеќе го заврши, тоа што содржината е обилна, има некаде околу 50.000 карактери, а че ќе му треба некаде околу 2 недели работа. Го сакам Лондон. Кратко го обожавам. Прекрасни спомени го поврзуваат за тоа место. Имав љубов, работа. Се што ќе посакам во животот. И не остигаше само моите блиски и сонцето.
Купив тинеџер и колекционирав нумизматика. Собрав една од најголемите колекции во Македонија. Над 3000 банкноти, над 6000 монети. Денес мојата соба од детството е направена како мал мини нумизматички музеј. Добив примамлива понуда да продадам таа колекција. Но тоа е дел од мојата младост, дел од моите тинеџерски години. Треба прво да го запознаеш кој човек. Треба повеќе време да повидиш со него за да го запознаеш и карактерно, и како личност, и како другар, и како брат. Мене на подпис. Дека инспирација. Значи, мора да поменам дека овој дел е поврзан со нашиот живот, со многу убави работи, со многу лоши случаи и многу убави работи. Знаеш, тоа исто ме покупа тоа на Господ нутрирани и гладни, а не на пруд. Почитувани гледачи, тоа беше се во денешната емисија Утринско будење. За крај да погледнеме уште еднаш еден од третманите од козметичкиот салон Мими. Останете со нашата програма и имајте пријатен ден.